И како што ви напоменав пред малку, следуваат минутите за убавина и за сето она кое секоја дама се труди во својот живот да си го обезбеди токму навреме за да што подолго блеска во секое свое доба на животот. Дамата која ви ја најавив, а ви реков дека е моја именјачка, намерно не ви го кажав незиното име и презиме, бидејќи ова е моментот кога сакам да ја поздравам жената инспирација и првата дама на салонот за убавина Афродита С, господјата Сузана Блажевска. Добре ни дојдовте во утринската. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи и се надевам дека ќе имаме некои корисни совети ова утро. Верувам и дека на тема убавина. Така, и верувам дека ќе ги инспирираме сите дами, особено нашата повозрасна публика, кои што некогаш мислат дека со тоа што влегуваме во некои години не мора повеќе да изгледаме како што сме изгледале, но благодарение на сите нови техники, благодарение на сите апаратури кои што и во изминативе 25 години вие први ги донесовте во нашата земја, жената навистина може да блеска и после 60-тата, така нели? Да, убава најава, убав почеток за да се започне разговорот. Јас постојано истото го велам на сите мои клиенти кои доаѓаат веќе повеќе од 2,5 децении кај нас, дека континуитетот и негата е најбитен од се. Значи, постојано имаме некои иновации, пошто таа технологија оди многу напред и доколку не се во состојба се да следат, доволно е само континуитетот да не се наруши. Затоа што она што ќе си вложиме кога сме помлади, тоа ќе го добиеме во позрели години. Негата е клучна за да го одржиме прво виталниот изглед на нашата кожа, да го задржиме сјајот, да ја задржиме убавата боја. Доколку се испушти тој период, после многу повеќе треба да се вложи, а всушност нема да сме толку задоволни. Се повеќе ќе вложуваме, а помалку ќе бидеме задоволни. Но технологијата оди напред, па носи по револуционерни методи, терапии, апарати, технологии кои навистина и оние што го пропуштиле малку времето би можеле, значи со некоја серија, многу да направат за својот добри изглед. резултати. Браво, одлично го кажавте ова. Жените кои што навреме ќе почнат да применуваат некои од овие апаратури и техники, навистина ќе добијат добри резултати и ќе бидат задоволни кога ќе се погледнат во огледало, а нема таква жена која не сака да биде задоволна. Една од оние најнови технологии е ендосферата, која што навистина е револуционерна техника и нешто кое секоја жена треба да се обиде да поправи нешто на некој недостаток, а не постои жена која што е совршено задоволна од својот изглед. Што е ендосферата? Ендосферата е една метода, би рекла и терапија, која многу убаво делува, тоа е иновација, најнов апарат, кој многу убаво делува на кожата, како на телото, така и на лицето. Значи, во него постојат два апликатора каде што може, паралелно да се третира не само телото, него и лицето. Така, кога сме веќе кај лицето, си извинувам што ќе ве прекинам. Ние направивме прекрасни инсерти и паралелно со нашиот разговор еве можеме да гледаме и да ги коментираме, но и да ни објасните се поврзано со ендосферата. Каков е процесот, колку се третмани се потребни и се останато. Повелете. Да, еве го апаратот, значи се гледа од прилогот, се работи за една ротирачка глава апликатор на која има повеќе од 50 хипоалергични силиконски округли топчиња и тие под дејство на апаратот прават една микромасажа и на тој начин предизвикуваат добра циркулација во длабинските ткива на кожата и доаѓа до производство на големо количество на кислород. И знаете, каде има кислород, значи таму има нов живот. Се прехранува кожата, се стимулира нов колаген, се прави синтеза на нов колаген и кожата после третманот видно се приметува дека нешто е сработено. Се определува прво возраста на клиентот и според возраста и опуштеноста на кожата може да се дефинира колку третмани се потребни во серија за да се добие целосен резултат. Инаку еден третман
може секој да си дозволи секој месец, каде што се прави потполно хидрирање и регенерирање на кожното ткиво. Најдобро од се што после третманот навистина резултатите се веднаш видливи. Значи овој третман ги плени сите клиенти кои го пробале, значи стануваат на некој начин зависни. Јас многу пати кажувам дека овој третман може да се употребува и во медицински цели, затоа што многу ја подобрува структурата на кожата, ги намалува порите, ги измазнува ситните брчки, многу циркулација, проток на голема микроциркулација и на тој начин се тонизираат и мускулите и добиваме, еве веќе половина страна е сработена и дадовме клиентка да се види кај што видно се приметува колку е подигнат едниот јаболчник, подбрадокот веќе го нема и аглите на очите и устата веќе се кренати нагоре. Значи тој момент е најубав кога ќе им го дадеме огледалото на пола сработено лице и кога ќе видат колку едната страна е веќе подигната. И тоа не е моментот само додека се овде или краткотрајно, него кога ќе се направи една серија од третмани, веќе постигнуваме траен ефект кој трае долго и потребно е само повремено еднаш месечно или на 2 месеца еднаш да се повтори третманот, нели кожата и понатаму старе за да не дојде до незино опуштање. И сега реков, во зависност од тоа колку е опуштена, имаме благо опуштена кожа, средно опуштена кожа и многу опуштена кожа. Благо опуштена кожа може да се направи серија од 3 до 4 третмани кои се прават еднаш неделно. Тоа е благо се мисли на периодот после 30-та. После 40-та веќе кожата е средно опуштена. Значи назолабијалната доаѓа до израз, аглите околу очите, устата веќе се јавуваат многу брчки и тука е потребно 6 третмани обавезно да се направат, а кај поопуштена кожа, значи веќе над 50-тите години, веќе доаѓа се губи контурот на вилицата, подбрадокот, деколтетот, веќе подочњаци, значи комплетно се менува изгледот на лицето и веќе се приметуваат нели трагите од годините и од соодветната нега. Тука треба да се направат 10 до 12 третмани за да се постигне еден убав резултат каде што прво ќе се издренираат тие заробени течности кои се наоѓаат и прават отоци на лицето, а потоа ќе се потикне она затегнување на кожата и да се врати сеајот. Така, фасцинантно е што истата оваа технологија е применлива и кога станува збор за телото, а не постои жена која не сака да изгледа совршено, да нема вишак, наслаги, особено сега во овој период кога сите се подготвуваме, фантазираме и размислуваме каде ќе се сончаме или каде ќе одиме на одмор. Колку е ефектна, еве ги инсертите и за третман на тело и на одредени регии каде што ние жените веројатно најмногу и наталожуваме, така? Да. Исто како за лице, така и за тело. Значи, во зависност од телото, колку е запуштено, значи се одредува и терапијата. Дали ќе биде тоа 6, 8 или 12 третмани. За сите оние што сака цело тело да го обработат, препорачуваме 12 третмани. Затоа што тие сфери кои се вртат значи кружно во апликаторот, допират длабоко во подкожно ниво и реков дека прават и една тонизација. Покрај зголемување на микроциркулацијата и размена на течности, каде што веднаш се ослободува таа вода и оди во лимфниот систем, го одвојува и целулитот, каде што може веќе со повеќе третмани да дојдеме до него и да го елиминираме и целулитот во потполност. Ги разбива и масните наслаги и телото добива една друга форма, друга линија. Најубаво е кога ќе се направи на цело тело и 12 третмани, затоа што работи во 3 циклуси. Првите 4 третмани се доаѓаат 2 пати неделно и траат 50 до 55 минути еден третман. Значи, кога се опфаќа целото тело, може да ги обработиме сите тие лимфни дренажи и да исфрлиме цела таа вода од организмот, што се наоѓа во подкожно ниво, без разлика од што
се створила таа вода, дали од проблем вени, венско заболување, дали бубрези, срце, дали од хормони, дисбаланс на хормонално пореметување, значи успешно со 4 третмани се дренира, има многу јака мок овој апарат да исфрли цела таа вода заробена во подкожно ниво. После третманот клиентите осеќаат едно чувство на леснотија. Имат чувство дека веднаш ослабнале. Всушност, тоа е резултат да се ослободиле од таа заробена течност и токсини што им се наоѓа во подкожно ниво. И тие 4 третмани кои ќе се направат не се препорачува прекинување на овие третмани, дури и во циклус на менструација не се прекинува затоа што нема никакви контраиндикации. Следните 4 веќе прават разградување на мастите и на целулитот, а наредните 4 од 12 веќе ремоделирање. Толку убаво се обликува телото да толку се изненадени, се случува некојаш во килограми да не ослаблене многу, 1 килограм или 2, а да имаат веќе 1 до 2 конвекцијски броја намалено во тело. Тоа се случува кај жени кои имале навистина многу вода во подкожно ниво. Споменавте, се извинувам, споменавте дека не постојат контраиндикации, речиси, но има ли клиентки кои не би смееле или би морале да консултираат лекар за да ги прават овие третмани? Да, секогаш нема контраиндикации, но клиенти кои имаат некои проблеми на кожата, значи некои ранички, би требало да не ги прават овие третмани кога имаат отворени рани, стои на лице кога има акне и херпеси, значи тоа се гледа и тоа може одма и ние да го констатираме дека тие не се соодветни затоа што се прави на голо тело, апаратот се стерилизира после секоја употреба на секој клиент, може да се разнесе и да се потикне нешто што веќе е во некој процес. Може да се работи единствено со овој апарат на клиенти кои имаат и капилари и проширени вени, што досега не сме можеле тоа да го правиме со другите апарати, посебно апарат што прави микромасажи, значи што работи врз принцип на масажа. Затоа што тие луѓе со капилари и вени, тоа е контраиндикација за такви третмани. А со овој апарат, бидејќи е многу софистициран, се подесува енергијата, значи во зависност од јачината на херците, оди и силината на апаратот и потребата спрема клиентот. Така се подесува и воопшто не ги оштетуваат. Сега тие што имаат воспаление или тромбоза, секако не се за ваков тип на третмани. Одлично. Дали се болни самите третмани? Забележувам дека и двете клиентки во третманите на лице и тело уживаат, мирни се, спокојни се. Да, воопшто не се болни, толку се пријатни, значи еден убав третман каде што опушта и се обработува секој дел од телото. Посебно, пошто оди и мускулно, тие вибрации одат многу длабоко во ткивата и оди и мускулно и на тој начин се подхрануваат нервните завршетоци и се прави една тонизација на мускулите. После тоа имаат чувство како да вежбале. Значи, треба на 3 дена да се прави оваа сесија и некојаш кога брза за некаде, сакат да ги скратат третманите, нели побрзо да ги завршат, бидејќи 12 третмана се месец и пол, период од 1,5 месец, а кога сакат, мада ние никогаш не дозволуваме да се крати, но некојаш ќе рече може ли на 2 дена. Веќе кажува наредниот ден како да имала воспаление на мускулите. Значи тоа е ефективен, и си бара простор, барем 3 дена пауза до следниот третман. Да одработи. Нешто што верувам дека секоја жена па и маж го интересира, бидејќи ние сите сме склони кон тоа да сакаме да јадеме, да не ни бидат лимитирани одредени јадења, одредени намирници, диетата тешко паѓа секому и на помладите и на повозрасните. Дали за ваквиот третман да има ефект и резултат е неопходно и да се држи конкретна диета или доволен е самиот третман за да постигнеме добар резултат? Да, тоа е обично прашање што го поставуваат сите и баш ми е драго што ме прашавте. Кога ќе дојдат кај нас, прво што прашуваат дали мора диета, дали мора промена на режимот на исхрана. Да страдаме. Да. Доколку нема вишок килограми, нема потреба да се смени режимот на исхрана, значи си внимавале на себе, задржале линија, но самото време или седење долго време си го направило телото да добие некоја
неубава форма. Тогаш не е проблем, ќе се елиминира целулитот, ќе се зацврстат мускулите, ќе се подигне задникот, не кажа. Значи има еден програм што се обработува кај овој третман, каде што од еден третман 2 сантима прави подигање на задникот, но оние што имаат више килограми, значи мора да си ги сменат навиките за јадење. Значи не треба диета, гладување. Селекција треба. Да, но да се јаде само здрава храна. Значи повеќе течност, да ги елиминираат јаглени хидратите, скробот, шекерите е сосем доволно. Повеќе зеленчук, овошје и месо и риба и повеќе вода и малку прошетки по половина сат, за да може да ги елиминираат сите токсини после третманот што се веќе разградени и ставени во лимфен систем и неверојатни резултати ќе осетат. Секоја чест. Ова беа прекрасни препораки не само во месец мај, кој е најубавиот месец и можеби најмногу настани, матурски, прослави, јубилеи, свадби и многу други нешта започнува сезоната. Секој месец е месец на жената и жената треба да биде убава, и мажот се разбира, не само жената, секој ден од својот живот. Што друго би им препорачале од услугите кои што ги имате, бидејќи овие денови, како што забележав и јас пред некој ден во вашиот салон на Водно, е голема гужва и голема фреквенција на луѓе кои што сакаат да се средат и да изгледаат прекрасно. Да, ова е период кога почнуваат матурските, кога почнуваат свадбите, ова е период кога се спремаат за одмор и период кога нашите граѓани што се надвор од државата, значи се во диаспората, обично по различни поводи се враќаат во државата и тогаш е уствари и најубавиот период кај нас во Центарот за убави на Афродите, затоа што владе една позитивна атмосфера, сите доаѓаат да направат нешто за себе, а нас тоа многу не прави среќни. Значи, најмногу во овој период се барат услугите од типот на слабење. Значи, веќе самото тоа што иде веќе лето, се тргат алиштата кои на некој начин не прекривале и се откриват многу делови од телото кои не би сакале да ги откриеме додека малку не поработиме на нив. Значи, покрај ендосферата имаме и многу други апарати, покрај оние што ги имаме, што многу пати сме ги презентирале, и други иновации. Значи, паралелно со ендосферата многу добро оди Тесла форумот. Тоа е апарат кој работи врз база на електромагнет, и е исто така многу корисен, се употребува и во физикалната и во медицината, нема контраиндикации, а заменува физичка активност. Значи, за сите оние што не сакат многу да вежбат или немаат време да прават прошетки секојдневно, веднаш после прегледот правиме каде, на кој дел, кој апарат најмногу ќе одговара, препорачуваме да си направат и едно пасивно вежбање. Тој апарат употребува, значи 4 апликатори, може паралелно да третирате 2 групи на мускули, нози и стомак или задник, со раци, грб, значи многу делови на телото кои сметаме дека се критични и каде што сакаме да постигнеме една тонизација, а самиот апарат и загрева, значи има програме и на топење и вежбање, а има и програм само на вежбање. За половина час успева 30.000 вежби под оптеретување да направат, паралелно на 2 групи мускули, каде што веднаш после 1 месец, значи од една терапија со ендосфера и други апарати, која ќе ги ставиме таму, резултатот е многу видлив. Одлично, многу совети, многу информации и многу размислување, верувам дека ви повлековме. На вас е да одлучите која од овие техники ќе ја примените и да ги побарате советите кај вработените или можеби лично кај господја Сузе Блажевска, која што ги има сите одговори на вашите прашања, без разлика дали имате прашања за како да го разубавите вашето лице или вашето тело. Најновата технологија во салонот за убави на Афродита СВ очекува на вас е следниот чекор. Ви благодарам многу што дадовме корисни совети, што ги информиравме за новитетите во вашиот салон. Многу успех понатаму и се гледаме со некоја следна тема.